СДСМ мора да покаже одговорност и веднаш да го исклучи Курто Дудуш од пратеничката група, но и од партијата, а доколку не го направат тоа, значи се согласуваат и го поддржуваат неговиот став. Ваква е реакцијата на ВМРО ДПМН откако се појави снимката на YouTube на која пратеникот Курто Дудуш пред граѓаните од Шуто Оризари вели дека членската од СДСМ треба да биде исто што и лична карта со цел граѓаните да имаат привилегии. Од ВМРО ДПМН изјавата на Дудуш ја оценуваат како пример за партизација, самоволие и непочитување на државата. СДС им порача на граѓаните дека единствен критериум и закон кој треба да го признаваат е законот на партиската книшка. За нив тоа е лична карта од која зависи дали некој ќе земе пензија, ќе се вработи, ќе му биде пружена лекарска помош, ќе добие социјална помош, ќе може да извади имотен лист. Ваквото признание е фрапантно. Не смееме да дозволиме масовна партизација и зграпчување на целиот систем, препуштајки на самоволието на една партија. Остварувањето на основните човекови права е столб во едно општество и нивното остварување не треба да зависи од тоа дали некој е член или не е член на СДС. Затоа апелираме и до Европската Унија одблиску да го следи работењето на СДС, да реагира и го осуди ваквото однесување кое е во спротивно со препораките од Европската комисија. Кога неспособноста и неработењето е доминантна карактеристика на партијата и владата, членската книшка и тоталната партизација се единствен начин на узурпирање на власт. Понизата реакции кои ги предизвика објавеното видео, пратеникот Курто Дудуш се огласи на социјалните мрежи, велејќи дека не направил нешто лошо за кое треба да се извини. Тој на својот Facebook профил напиша дека станува збор за видео кое не било пренесено во целост, преводот од ромски на македонски не бил соодветен и дека бил изваден од контекст. Имено, ова е прв пратенички мандат на Курто Дудуш кој во собранието влезе како член и предлог на СДСМ. Претходно премиерот Зоран Заев се огради од изјавата на пратеникот Дудуш и го повика да ги повлече зборовите и да побара извинување, но не најави конкретни санкции за пратеникот.